Почитуван министар, очекував како човек, за каков што вие се сметате дека сте, да имате малку појаки аргументи во одбрана на интерпелацијата. Но наместо тоа, вие имавте многу монотон говор, кој искрено баш и не вредеше да се слуша. Бидејќи и ние, и македонскиот народ, сето она што вие го прочитавте во ваша одбрана, лесно и доколку има волја може да го најде на интернет порталите. Очигледно е дека со вашата слаба одбрана само го потврдувате она кое што ние овде го говориме. Македонскиот народ не доби одговор зошто го нарековте искомплексиран. Тоа е она што очекувавме во најмала рака да го добиеме како одговор. Почитуван министар, да бев на ваше место, одамна, од морални причини, ќе си дадев оставка. Но очигледно е дека вие како човек не поседувате морал. И тоа ќе го подкрепам со неколку аргументи. Подпишавте срамен договор со Бугарија. Подпишавте и противзаконски капитулантски договор со Грција. Иако и по законот и по уставот во Република Македонија, како министер, го немавте тоа право. Се офајдивте со стипендијата за својата ќерка од $40,000. Но вие, впрочем, сте научиле целиот ваш живот да живеете, односно да го поминате на грбот на македонскиот народ, на грбот на македонскиот граѓанин. Секоја чест на вашите родители, мајка пратеник и татко министер на неколку наврати и потоа и амбасадор. Вие, вашето школување сте го поминале и сте растеле на државен грб, на грбот на македонските граѓани. Градејќи ја вашата кариера од преговарач во времето на Бранко Црвенковски, во спорот со Грција, советник за национална безбедност во времето на Никола Груевски, па се до министер за надворешни работи во времето на Зоран Заев. Очигледно е, почитуван министер, дека вие немате морал, единствено и само единствено ви интересираат само парите, а наместо тоа не ве интересира, односно не ве занима кој е интересот на македонскиот народ, односно на граѓаните на Република Македонија. И единствено, вие и само тоа го знаете да работите во интерес на вашиот џеб. И ова моја констатација ќе ја подкрепам со дополнителен аргумент. Во времето додека сте работеле во Хашкиот институт за глобална правда, на годишно ниво сте добивале по 75 милиони евра. Понатака, после вашето заминување од оваа функција, холандската јавност и политичарите чекаат одговор како се потрошени 20 милиони евра државни субвенции во институтот во кој што вие работевте. И патем речено, бидејќи многу добро сте работеле и дека сте работеле само во интерес на вашиот џеб, после вашето заминување од ова место, институтот се распаднал и овој институт повеќе не постои. Тоа е секоја чест на вашето работење. И овдека ќе запрашам што е со Никола Димитров, кој со гордост пред неколку изминати години се потсетуваше на нерадосниот момент во неговиот 4-годишен мандат како амбасадор на Република Македонија во Вашингтон, на денот на признавањето на уставното име од страна на САД. И вашите зборови во кои во тој момент сте ги кажале. Тој момент донесе многу радост во Македонија, даде една силна поддршка на нашата државност, на тоа кои сме ние и како се викаме. Меѓутоа покажа и нешто за нашата колективна самодоверба како нација, дека со оценка на околностите и исправната позиција може нешто и да направиме. Не зависи секогаш од големите и работите не паѓаат од небо. Но очигледно ова било Никола Димитров, кој што имал корист само во времето дека бил амбасадор во Вашингтон.
Ќе прашам уште еднаш, што е со Никола Димитров, кој што по состанок со Метју Нимуц во Скопје, медијаторот од страна на Обединените нации во спорот со името, велеше вака: апсолутно не. Прашањето не може да биде предмет на преговори, бидејќи не е предмет на одлука, туку е резултат на историски процес. Прашањето е многу поголемо од мене и од преговарачи и воопшто од целата генерација на денешните политичари, а веројатно и на идните. Така да ако дојдеме до таа точка на решение да треба да се допре идентитетот, за жал нема да има решение. Меѓутоа ќе биде многу пожално ако две европски држави во 2018 година не се доволно големи за ова да го препознаат. Каде исчезна Никола Димитров, кој што силно се бореше за македонскиот идентитет? Дали Никола Димитров, заслепен од големата сума на финансиски средства кои што ја добиваше од многу страни, ги заборави своите изјави, кои што многу пати и како вистински македонец ги збореше? Исто така, секоја чест на вашите родители. Каде е Никола Димитров да ги продолжи стапките кои што неговите родители ги започнале? Само така можевте да бидете успешен човек кој што ќе продолжеше и ќе веруваше во Република Македонија. Бидејќи тука ќе завршам, но ќе ве прашам едно. Ако македонската дипломатија и ако надворешната политика не е добра, односно цвета, како што вие велите, ќе ве замолам, како министер за надворешни работи, да излезете од оваа говорница и да кажете, гласно да кажете, дека Илинденското востание е македонско. Благодарам.